Ама, ако може да ми дозволите да зборувам, уе. Ајде, повелете. Дојден сум да се објасниме. Јас побарав да дојдам да се објасниме. Така беше. Јас кога ќе ве потпрашам нешто затоа што не ми е јасно, бидејќи можеби не ми е јасно, би можеле да ми одговарате. Ние се разговараме ако не се лажам. Добро, поред. Прашите што сакате. Еве, прашам конкретно го споменавте случајот на Бајриш седи. Да. Кога престана да работат неговите фирми? Тоа сака да ви одговара. Еве, повелете. Ама малку ми е подолго одговора. Тоа е проблемот се. Вие не можете да се стрпите. Значи, кажа дека јас сум председател на влада и одговарам за работата на владата и ингеренциите што ги има владата. Во овој случај се работи за ингеренции што ги има судот, надлежен суд во Република Македонија. Доколку вие сте незадоволни од одлуката на судот, по легитимен пат, не по пат на протести, притисоци и така натаму, затоа што веќе судот излезе со јавно соопштение дека му се врши притисок за овој случај. И тоа не е добро. Тоа е лошо и за нашето оценување и во Европска унија и така натаму. По легитимен пат, а постои легитимен пат, да си побарате одговор на сите прашања. Зошто кај Баруш порано било тука покасно или обратно? Зошто било таму, зошто било ваму? Вие постојано јавноста ја убедувате дека Никола Груевски и владата на Република Македонија се тие кои што треба да одговорат на сите прашања, бидејќи тие ве довеле оваква ситуација. Тоа не е точно. Во оваква ситуација има донесено вашата телевизија и фирма, оние кои што ја раководеле, оние кои што постапувале незаконски и како резултат на тоа судот донел одлука да ги замрзне сметките и една група на луѓе да им изречи мерка притвор. Ним треба да им го поставите прашањето по легитимен пат, не во пат на притисок. Да, сум учител, се разбира. Али знаете дека уставот го гарантира предприемаштвото и овозможувањето на дејствувањето на предприемаштвото? Апсолутно дека знам, меѓутоа предприемаштвото исто така треба да ги почитува законите. Така е. Секоја компанија во Република Македонија треба да ги почитува законите, вклучувајќи ги законите во областа на доносите, соодветно да ги плаќа, и ако не ги плаќа, во законите е предвидено како се постапува. Како постапуваат државните институции, потоа државните институции работата ја предаваат на судот и како постапува судот. Во овој случај имаме вообичаена мерка на судот, која што мене не ми се допаѓа тоа што некои луѓе очекуваат да не важи за некого, а да важи за сите други. Добро, околу тоа, околу двојните аршини може и подоста да разговараме на таа тема, бидејќи има работи кои не се доволно јасни. Околу судството, кога велите дека е независно, дали еднаш ќе искоментирате, дали на оваа јавност ќе обрнете внимание по толку критики кои ги добива од Европската комисија? Вие самите рековте дека е многу важно за нас што ќе рече Европската комисија. Слушнавме дека американскиот амбасадор кој вложува многу пари во реформите на судството вели дека судскиот систем треба да се преиспита, наведува дека има проблеми со мешањето на Маневски во судството и именувањето на судиите. Тоа ние не го измисливме, премиере, ние прашуваме. Према тоа имаме, ми се чини, доволно основани сомнени, ако може така да кажам, во тоа на кој начин функционира судскиот систем и какви се врските меѓу судскиот систем и вие. Ја разбирам вашата теза. Прво да ви одговорам дека јас никогаш не сум кажал дека судството е идеално и нема грешки. И никој не го кажал тоа досега. Има слабости и затоа работиме и се трудиме да се подобрат со измени на закони, подзаконски акти, тренинзи на судиите во странство, тренинзи со странци експерти во Македонија. Работиме и даваме се од себе тоа да се подобри. Користиме странски експерти во тој дел, кои што имаат добро искуство и така натаму. Второ, најдете ми вие или било кој друг, кој што укажува дека ова е неправилно, кој што ќе најде европска директива, со која што европска директива владата може да не извршува одлука на суд. Ако најдете таква европска директива, тогаш во ред. А зошто ви реагираат од Европска комисија? Да, разгледаме, но таква европска директива нема. И американскиот амбасадор рече дека затварањето на еден медиум ќе отвори серија на прашања кои треба да се преиспитаат. Како го разбравте тоа? Многу ме интересира. Значи, ја уште еднаш ќе ви потврдам. Вршите замена на тези. И тоа не е коректно. Тоа не е коректно. Со тоа јас го чувствувам како вршење на притисок врз владата и врз судот. Само вие сте под притисок, па може и други има под притисок, и ние се чувствуваме под притисок. Еве ве разбирам дека може би се чувствувате под притисок. Меѓутоа имате одбрано погрешна адреса, веројатно свесно или несвесно, вие си знаете најдобро, да самото тоа што сте дојдени тука пред владата укажува дека вие се насочувате кон владата, дека владата го направила. А не кажувате дека преходно имаше долга инспекцијска постапка, дека инспекциите ги предадоа материјалите на судот, на обвинителството. Обвинителството ги предаде на судот. Судот ги разгледа и судот, надлежниот суд, донесе одлука
за притвори на одреден број луѓе и за нешто подосна и за блокада на сметката. На истрагата Зошто предмет не беше тогаш доаѓате пред владата? На истрагата не беше предмет. Зошто по легитимен пат не се обратите кон судот доколку сте незадоволни од некоја судска одлука? Вие сте незадоволни од судска одлука, а се обраќате до владата и ја обвинувате владата за тоа. Тоа не е коректно. Господин Јурев, како вие разбирате слободата на медиумите? Слободата на медиумите ја разбирам во едно општество да има медиуми на кои што политичарите или не знам бизнисмени и било кој друг нема да им се меша во уредувачката политика. Така, кратка дефиниција. Веројатно може и поширока. Амбиент во кој медиумите можат да работат, дали владата е за тоа одговорна? Владата е одговорна. Владата е одговорна одговорна во делот на споведувањето на законите и споведувањето на одлуките на судот. Ние не можеме, заради тоа што некој има медиум, да направиме посебни закони за него, бидејќи тоа никаде го нема. Го нема ни во Европа. Нели не беше еден предмет на истрагата, премиере? Предмет на истрагата беа група фирми, колку што јас знам, од оно што сум го дознал и преку медиуми и преку моите колеги кои што се подобро запознати, група на фирми на улица Перонаков, за кои што подосна во истрагата, во текот на истрагата, инспекциите установиле дека се поврзани со А1 телевизија или фирмата, ја не знам дали фирмата се вика А1 или на некоја друга фирма, поврзани се со таа фирма, дека имаат трансакции финансиски меѓу себе и дека е неминовно да се изврши контрола и на таа фирма, бидејќи меѓу себе си префрлале пари и вршеле финансиски операции. И заради тоа инспекциите, односно понатаму со дозвола на обвинител, односно барање на обвинител, ја проширили истрагата за да дојдат до изворот на финансискиот криминал за кој што тие имаат основано сомнение сега веќе доставени до судот. Се разбирате во финансии, бевте министер на финансии. Мислите ли дека на таква обемна документација која се заплени во А1 и во други фирми на Перонаков, како што се вели, дека може да се утврдат суми, да не, или да онака да се постапи без да се вештачи тој материјал? Вештачењето е дел од постапката која што следува сега и денеска, колку што видов преку медиумите, обвинителката кажа во кој период ќе се врши обвиничењето и дека вештачењето и дека ќе биде паралелно со одредени други процеси што таа ги посечи. А нели беше нормално да се направи вештачењето па да се донесат вакви одлуки? Денеска на тоа одговори обвинителката, ја не сум правник. Добро. Таа е правник, таа е обвинител, таа ги знае добро работите и таа веројатно и во многу други случаи постапила така. Таа одговори на тоа. Што разговаравте на вечер Немам јас право во нејзино име да одговарам за правна процедура. Што разговаравте во петокот вечерта со Рикер во владата? Со амбасадорот на САД разговаравме за повеќе прашања, меѓу другото и ова прашање. Тој го кажа тоа што ми го каже и на нас, го каже и во јавноста. Ние исто така му кажавме дека станува збор за судска одлука, дека немаме никогаш вршено влијание на судот, ниту пак имаме намера да вршиме, и дека владата, како и во секоја друга држава, единствено може да ја спроведи одлуката на судот. Малку околу повторно се враќаме на овој медиумската ситуација во земја. Од трите национални телевизии, на двајца газди се вашите коалициони партнери. Тука практично останува А1 како единствен независен медиум кој што во моментов зрачи во етерот. Посакувате ли вие да згасне А1? Не. Зошто? Не само да згасне, има многу телевизии зашто не постои А1. Ние во Македонија имаме голем број на медиуми, вклучувајќи телевизиски медиуми. Поголемиот од нив дел се критични и нам тоа не ни пречи, ние тоа го прифаќаме. Она што ние апелираме понекогаш е да се задржи професионалност. Ние сакаме критика, затоа што критиката ни помага. Меѓутоа, критика која што има основа, факти, аргументи, докази, а не критика заради критика. Критика заради некој по секоја цена да се набеди, да се наклевети и така натаму. Тоа не е критика. Како на пример? Тоа е непрофесионално однесување. Како на пример? Имamo многу примери сега. Не можеме листати, можеме да ги доставам. Ние, како што знаете, господин Јовановски, секојдневно доставуваме до вашата телевизија демант за дел од вашите прилози или до објаснување доколку се лошо објаснено. Тоа се рецензии нашите прилози, не се. Често пати се случуваше да не ги објавувате тие деманти. Не знаете како изгледа деманти. Тоа не е професионално. Вие може да не ви се допаѓа ова влада. Може да не ви се допаѓа Никола Груевски. Меѓутоа, професионално е да го објавите демантот,
или да не објавите 2 збора од демантот, Само да ви кажам, да објавите барем 2-3 реченици. Господине Груевски, на нашиот извештај за тоа што ќе содржи извештајот на Европската комисија. Вие ни пративте рецензија од 3 страници со навреди за известувачот од Брисел и за А1 телевизија. Дословно, се што објавивме таа вечер беше потврдено во извештајот. Дали ќе се извините пред него? Јовановски. Дали ќе се извините за навредите? Ја не знам дека сме ве навредиле. Се разбира дека ако вие сме ве знаете навредиле, таму партиски припадности, кој на која партија припаѓа и така. Ако некого сме навредиле, ниту се разбира дека ќе се извини. запирка не беше погрешна во нашиот извештај. Ако некого сме навредиле, се разбира дека ќе се извини. Меѓутоа, што да правиме со стотиците деманти кои што не се ги објавиле? Тоа е некоректно, тоа е Господине нефер. Груевски, Пак ќе ви кажам, сега не се ќе ви деманти. кажам, Тоа тоа не е не се професионално. деманти, тоа е рецензија на линијата на прилогот. Вие ако сакате да бидете главен уредник на А1, тогаш не треба да аплицирате преку вашите деманти, туку има други форми како тоа можете да го направите. Бидејќи ние секогаш сме демантирале она што се однесува на бројка или факт, меѓутоа да го објаснуваме вашето изживување со нашите новинарски прилоги. Ова е сега навред. Изживување. Треба да читаме што се содржа да видите како сме ги Тоа е доживеале. некоректно. Така да сакам да ви кажам, ако сакате да бидете главен уредник на сите медиуми во земјата, нека да сте успеале. Во А1 не сте успеале и сега ние чувствуваме дека заради тоа сакате да ја затворите. Сега има работа што морам да ја демантирам. Значи тоа не е точно. Што дека сте главен уредник? Може би е Мартин Протуѓер, не знам. Не е ни Мартин Протуѓер. Кој е? Главни уредници се тие кои што си ги пишува дека се главни уредници и не е професионално да набедувате луѓе за ваква работа. Господин Јас ќе ви Груевски, кажам. и вие и јас ќе знаете ви како кажам. сме комуницирали. Јас ќе ви кажам Дали знаете? дека контроли се вршени во сите телевизии, во сите медиуми, вршени се и во сите и во Канал 5 и се имаат плаќано работи што ако не ги доплатили или ако имало кусок и така натаму. Единствено попречување на инспекциите имаше во овој случај. Зашто пред 2 години не влеговте во А1 да барате инспекција? Од она што го разбрав, Бидејќи сега е предмет 2005-та, 2006-та се споменуваат криминали, зашто не влеговте од она што го 2007-та? разбрав, значи јас не одредувам кога ќе се влезе. Има систем по кој што работат институциите на државата, управата за јавни приходи и така натаму. Од она што го разбрав од нив, тие подолг период се обидувале, безуспешно, да извршат контрола на фирмите на улица Перонаков, регистрирани на улица Перонаков, но биле попречувани